Фокусот на вториот ден од Дунавската конференција за секторот води беше ставен врз соработката на општините и јавните комунални претпријатија во однос на подобрување на услугите кон крајните корисници. За таа цел се поведе дискусија помеѓу релевантните чинители во двете институции, кои имаше за цел адресирање на слабите точки и поделба на правата и обврските, за да се обезбеди самоодржливост во работењето на претпријатието. Препорачавме разгледување на опцијата на склучување на договори за јавни услуги, каде што точно прецизно ќе се дефинираат сите области на интервенција, сите индикатори, сите активности кои треба да бидат преземени и начинот на кој тие ќе се мониторираат, така што ќе биде јасно кои се одговорностите на секој од актерите вклучени во одржливото управување на водните ресурси. Во различни земји постојат различни модели на управување. Некаде со претпријатијата управуваат повисоки нивои на власта, некаде локалните самоуправи, а има примери и тоа да го прават акционерски друштва. Независно од прифатениот модел, важно е да се работи по унифицирани стандарди кои пак ќе обезбедат сигурна испорака на услугите. Veći problem pravi ako nema vode i pogotovo ako zagađujemo životnu sredinu nego ako je ona skupa. Naravno, ne smiju i ne treba da budu profitne organizacije, komunalna preduzeća, oni treba da budu u službi građana i sve što dobro se uradi da bude na dobrobit krajnjeg korisnika. Квалитетната услуга зависи од инфраструктурата со која располага претпријатието, но исто така и од расположливите човечки ресурси кои ќе имаат улога во донесувањето на одлуките. Local municipalities do not have not only a consultative role in the process of defining which project will be financed or invested, but to be in the same table with the government where and when is decided for such a project. Од тие причини регионалната соработка добива уште повеќе на важност, зашто се надминуваат националните рамки и се создаваат поголеми можности за помалите општини и претпријатија да имаат пристап до донаторските средства. За дневникот на Ирис телевизија од Виена, Австрија, Трајан Ристовски.